Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. 31 март 2017 година, јас сум Славица Арсова. Добар ден, го слушате политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. 33 ден ќе се протестира во повеќе од 30 градови низ целата држава. Поддржувачите на иницијативата за заедничка Македонија бараат да се отфрли платформата на албанските партии, така наречената тиранска платформа. По собранието пети ден ќе се води расправа за избор на комисијата за избори и именување, која потоа треба да селектира кандидат за собраниски спикер. Во вчерашната дискусија претениците меѓусебно се обвинуваа за прифаќањето на оваа платформа на албанските партии. Делегација на ВМРО ДПМН е предводена од лидерот на партијата Никола Груевски, деновиве учествуваше на конгресот на ИПП кој се одржуваше во Малта, каде се сретна со германската канцеларка Ангела Меркел, унгарскиот премиер Виктор Орбан и европските челници Доналд Туск и Антонио Тајани. Груевски на средбите информирал за политичката состојба во Македонија. Ова ќе бидат дел од темите за анализа. Денеска во Пулт со мене е политичкиот аналитичар Сотир Костов. Ве поканувам да останете на оваа фреквенција, почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Слушај добро радио, слушај го најдоброто. Радио Слободна Македонија. Едно и единствено. Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добро дојдовте назад во Пулт, како што најавив на самиот почеток, мој денешен гостин, политичкиот аналитичар Сотир Костов. Господин Костов, добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добро ве најдов, поздрав за вас, поздрав за целата редакција на радиото и за сите слушатели. Господине Костов, пети ден денеска собранието ќе заседава, 33 ден на улиците во Скопје и во над 30 градови граѓаните протестираат по поддршка на иницијативата за заедничка Македонија против така наречената тиранска платформа. Колку долго може да трае ваквата состојба во Македонија? Не знам дали можам да предвидам, само знам дека за сега броиме, како и вие што прецизно сте изброиле. Значи, пети ден собранието дебатира или нешто глуми се одвива таму. Ама знам дека на улиците и плоштадите во Скопје и во Република Македонија, без малку и во сите општини, значи, над 40 поголеми и средни и мали општини, се одвива во на вистинското. Го гледам со своји очи пробудениот народ, гордиот народ со високо крената глава, кој дури би рекол не протестира, туку гордо маршира да си ја зачува државата, да си го одбрани уставот и да покаже и докаже, а мислам тоа и се случува, дека ова е унитарна држава, дека ова е држава на македонскиот народ и деловите на останатите народи кои живеат во Република Македонија, или ето во уставот популарно речено заедници, на турци, на срби, на бошњаци, на роми, на власи и албанци вклучително, а не само држава на македонскиот и албанскиот народ. Значи, конечно се покажа дека харизмата е во народот. Сето тоа почна со храбриот гест на председателот Ѓорѓе Иванов, кој се одважи и кажа: не давам мандат на луѓе кои работат под диктат од странство, поточно од тирана, по налог на Еди Рама, како што ви рековте така наречената платформа. Јас би рекол, чудна феноменологија има таа платформа. Се појави како платформа. По ден-два рекоа не, тоа е заедничка изјава. Па рекоа дека е резолуција. Па рекоа дека е декларација. Не. Тоа е бласфемија, тоа е еуфемизам, наречување со најразлични зборови, нешто што сака некој да го сокрие. А тоа е удирање нож или подсекување, кршење на темелите, растурање на темелите на Уставот и на рамковниот договор. Значи, оваа платформа е против сите принципи
што се договорени правила на игра во Охрид со рамковниот договор, а тие пак сите преточени преку уставни амандмани во Уставот на Република Македонија. Вие да барате, и ја сега да не зборам напамет, вие да бараме еднаква Уставот да констатира рамноправност јазична. За да тој Уставот го констатират, Уставот треба да се промени. А некој во собранието покушава да ја лажи македонската јавност, а би рекол сами од себе да се лажи, само измама да си направи, дека нема да се менува Уставот. Па како сега? Преку закони ќе ја симнуваме високите вредности демократски кои може да бидат содржани само во Уставот, само во преамбулата и во нормативниот дел од Уставот, и сега нив ќе ги дерогираме, нив ќе ги обезвреднуваме, ќе ги вметнуваме во некакви си лажни договори, се извинувам, закони, а еве прв тако би требало да биде законот за јазиците во множина, внимавајте, значи. И ќе правиме нешто што еве во основа е антиуставно. Видите, тоа не може да се случи. Рековте вие на почетокот. 32 дена се протестира и маршира, повеќе маршира отколку што се протестира. Ви тврдам дека тоа е, како да ви кажам, жолто-црвената нитка, жолто-црвената есенција на Македонија. Тоа е една голема енергија од луѓе кои секојдневно во Скопје и во сите градови од Република Македонија покажуваат дека нема да дозволат во никој случај скрнавење на Уставот, нема да дозволат да се погани јазикот македонски. Видите, да кажам, албанците, тоест ја би рекол елитистите во албанската кампус. Ја не гледам дека албанците нешто се бунтуват, се против населението со кој ние секојдневно живееме, комуницираме, најнормално се однесува. И има други потреби. И најверојатно има други животни потреби за работа, за обезбедување екзистенција, за издигање деца, образование, воспитување и така натаму, но елитистите, да бидам искрен, Славице, кои загубија на овие избори, пазите, загубија на овие избори, кажаа веднаш на изборите, ето и персонализирани, ако треба во Алија Хмети, дека не изгуби Дуи, демек не изгубил тој, туку изгубили сите албанци, бидејќи се навали бројот на албански пратеници, еве Дуи се преполови, отидоа преку ноќ или преку ден во Тирана, седнаа со Еди Рама, така наречениот регионален лидер, кој му се нише сега столчето и најверојатно ќе ја изгуби власта во Албанија, и се вратија како триумфално како победници. Што направиле? Се уединиле. Зашто? Значи, предметот на обединување, ве молам, некој нека ми го каже, и против што се обединиле. Значи, тие се обединиле, предпоставувам по нивно што не го направиле 2001, сега да го доработат или да го направат. Таа работа така не бива. Тоа е однесување противуставно, на крај крајот има таму и предвидено во кривичниот закон и специјално дело за тоа кога некој ќе подрева уставноста на Република Македонија, и мисла можеби треба малку да размислувам за едно такво однесување. Еве зошто јас не сум против тоа во политиката многу да се воведува праксата што ја прави Зора Заев и неговата камарила. Секој ден штанцаат тужби, жалби, кривични пријава, измислуваат кривични дела и така натаму. Но кога се работи за, би рекол, мајка Македонија, татковината Македонија, мислам треба да внимаваме, да си ја заштитиме. Видите сега како. Во платформата е забележено, накратко ќе кажам, нема да само ќе испарафразирам содржината, дека најголемото добро за нас, сите овие што ги наведов македонци, турци, албанци, роми, срби и така натаму, е Република Македонија. Во член 1 и 2 е дадено што значи суверенитет, кој го има и од кој произлегува. Граѓаните на Република Македонија. Доколку граѓаните ти велат дека тоа што го работиш не чини, доколку граѓаните ти велат тоа што го работиш е против Уставот на Република Македонија, против унитарноста, дека се скрнани јазикот македонски, на кој сакаш да му прилепиш албански јазик, ами што правиме со турскиот јазик? Што правиме со српскиот јазик? Што правиме со влашкиот јазик? Што правиме со ромскиот јазик? По кои мерила и стандарди албанците и албанскиот јазик се нешто повисоко од јазиците и другите права на останатите делови од народи, заедници или етноси, како најразлично се нарекуваат, по ниеден стандард. И на крајот на краиштата,
Ова е Република Македонија. Ова територија се организирал народот и си ја направил државата, си ја нарекол Република Македонија, направил конститушн, што велат американците, се обединил преку устав, тоа сме го искажале на референдумот, сме ги дале основните уставни принципи по кои ќе ја организираме државата, на кој начин ќе функционираат институциите, на кој начин ќе се остваруваат човековите права. Сето тоа е многу добро и убаво замислено и напишано во уставот. Имаше неколку редефинирања, една-две нормални, а една-две и ненормални редефинирања, да ве подсетам. Еднаш ка сменивме устав за знамето, значи, ај право за името. Влезот во Обединетите нации не издаде некој просте господ, ама починати од Киро Глигоров. Ни рече 2-3 месеца, да ги броиме годините, многу се, многу се. Се уште сме со привремена референца, во која екзистира збор на држава која е мртва, Југославија, не постои веќе Југославија. Се откажавме од нашето природно право да ги заштитуваме нашите сограѓани или делот од македонскиот народ во соседните држави, тоа што сега албанците на неприроден начин го прават, за да мислите нам не е тоа одземано. Се по диктат на Грција и по диктат на Европска унија, и во тој дел го сменивме уставот. Замислете, сменивме знаме. Значи, во тој дел Бранко Црвенковски и СДС не издадоа, од причина што во нивно време брзоплето дозволува да се менува уставот, да се менува знамето. И видите сега, како народот да не се плаши? Изигран за името за привремената референца на Република Македонија. Изигран за знамето, од Вергина Кутлеш се смени. Изигран за грижата на нашите сограѓани или државјани кои привремено или стално живеат во соседните држави. И сега некој ни вика, ова не е ништо. Ова е подобрување на соживотот, мултикултурата, мултиконфесијата. Па не, па баш мултиетничноста не е ако два народа ги издигнеме на повисоко ниво, а останатата ги направдаме. Не, сите заеднички. Обединувачкото е уставот, територијата и јазикот. Секоја држава унитарна. И да не забораваме, ние сме унитарна држава. Не може мене некој кукавички јајца да ми подметнува кога ми дава примери со Швајцарија, Белгија, па ако сакате Канада и Америка. Тоа се покажани и докажани конфедерации и федерации. Дајте ми пример вие мене во светот каде што унитарна држава постојат два службени или државни јазици. Не постои тоа. Ткиво на поврзување на сите нас македонците, без разлика каква религија, каква вера сме, од на кој народ му припаѓаме, или еве заедница, како што вели модерно сега нашиот устав, и така натаму. Јазикот македонски. Блаже Колевски што рекол, јазикот е татковината. Сега, таа татковина е мокина, само ако е уредена со уставот, ама уставот кој произлегува од тлото на Република Македонија и од желбите на народот, на граѓаните. Не може, слова што сакам да кажам, не може еден Еди Рама од Тирана нас да ни диктира што и како ќе уредуваме ние со уставот, што ќе менуваме, што ќе додаваме, што ќе isврлуваме. Не може ни докажани милитантни, агресивни политики од Косово и од Приштина да ни се присутни. Знаеме што ни направија 2001 година. Ни влегува како докажани терористи, ни убива луѓе, а преку ноќ под диктатот на таа за мене веќе свиркана и девалвирана меѓународна заедница, станаа борци за човекови права. И сега јас ве прашувам или да ве подсетам, се сеќавате кој го гарантираше рамковниот договор? Меѓународната заедница, представниците на Европската заедница Леотар и на САД Пердју. И тие се подпишани како гаранти на 4 политички партии, тоест на представниците. Каде се тие сега да кажат дека ова е против она што се е договорено со рамковниот договор во Охрид и да кажат на кои принципи е изграден. Ова е рушење на рамковниот договор, иако јас тврдам дека они токму го спомнуваат духот на рамковниот договор, духот на платформата. Некои наши велат толкувачи на уставот, духот на уставот. Не, постоe норма.
запишана на хартија, подпишана и поради кој треба да стоеме, и јас тие ги нарекувам спиритуалисти. Излекувам зборот духот, дух на ова, дух на она. Не, постои норма уставна, преамбула и членови кои кажуваат вака се организираме, вака ги живееме, ги имаме овие права човекови признаени со сите меѓународни договори, конвенции и така натаму, и тоа еднаш сме се договориле 1991 година, сме го ревидирале 2001 година. Во меѓувреме некои работи под диктат сме смениле, ама еве за добробит на македонскиот народ и македонската држава не испадна така, и сега некој народот ќе го убедува дека не, овој пат е така. Не, ни случајно тоа не може да биде. Морам да ве прашам само, нели велите граѓаните се спротивставуваат, народот се спротивставува. Многу обвинувања можеме да прочитаме, да слушнеме дека всушност се работи протестите кои денеска 33 ден ќе се одржат, дека всушност се партиски протести. Одите таму сте секој ден. Да, не крием. Јас видите, јас само бев спречен неколку дена бев на пат во соседството. Мојата функција, професија што ја обавувам да се ја извршувам, и 3 дена бев болен, и од овие 32 дена, 25 дена сум на протестите, со првите неколку дена и со децата, потоа тие кој учи, кој студира и така натаму си ги врши своите работи, а јас и мојата сопруга со гордо окрената глава, значи 25 дена од 32 дена учествуваме, и имам тоа намера да го правам секој ден, додека не оствариме желбата, а едно да ви кажам. Никој не излегал накрај со народот, со граѓаните. На почетокот реков, харизмата е во граѓаните, суверенитетот, член 1 и 2 кажуваат дека е во граѓаните, и што поскоро ќе сватат овие луѓе дека ние сме во право, толку подобро и за нив, и за нас, и за сите граѓани и државјани на Република Македонија, и за Република Македонија, ќе седнеме и ќе се договориме како, во кој правец да се развива Република Македонија, бидејќи во животот се е избор. Да не подсетувам, од мали нози бираме меѓу благо и горшливо, понатаму бираме меѓу поубаво и понеубаво, на крајот, да дојдам до поентата, значи, бираме кој ќе владее со нас. Тоа се случи на изборите во декември. И се замислете, победникот е исфрлен настрана со едни чудни смицалици, јас би рекол, и дворски игри, и сега малцинството кое изгуби на изборите. Еве, СДС изгуби со 2 пратеника, ама изгуби. Дуи од 19 намали на 10, новиот субјект БЕСА успеа 5 да освои, Зиедин села 3 освои, ДПА 2, и сега малцинството сака да владее со Македонија, а ја вака рекол, 3 албански партии, од кои 2 и една коалиција, и една албанизирана македонска партија СДСМ, сака да го потиснат победникот на изборите, кој рековме се демократски, слободни, фери, така натаму, и да владеат. Не Тие велат 67 мнозинство. Не, видите, они сега велат, имат мнозинство, ама треба некој да им го даде мандатот. А рековме, поради заштита на уставноста, ви рекол ја, и законитоста и безбедноста во државата, председателот одлучи да не го даде. И сега видите вака. Да народот се дигнеше против председателот, било кој, дека граѓани, албанци, турци, македонци, она, да го опоменеа дека греши, и ја ке се замислив. Не, народот се дига и го поддржува председателот. Секоја вечер кога овде од владата маршираме, поминуваме до канцеларијата на председателот, застануваме, секоја вечер предаваме некој допис, ја не сум во организацијата, ама некои декларации, некои барања и така натаму, најкултурно му се обраќаме на председателот и неговите представници таму, ја пееме химната, се игра по едно оро и се продолжува кон собрание. И видете сега, тоа е разликата меѓу онаа грдата шарена револуција и оваа црвено-жолта револуција, чие мото е за заедничка Македонија. Ние сме луѓе кои маршираме и протестираме со свој идентитет. Ние на главата не ставаме качулки. Ние на лицето не ставаме марами да се маскираме. Ние не правиме нереди. Ние не шараме институции. Ние не боиме културни паметници. Ние не палиме државни институции, најмалку председателски канцеларии. Кај нас нема лоша енергија, се гледа еден мал гнев, кој на моменти еруптивно избликува, но секој пат завршува со
песна за Македонија, секој пат завршува со порака Македонија сме ние тие ќе ја браниме и сега го докажуваме дека она што е запишено во уставот не е декларативно. Па граѓанинот кој? Им го земаме правото на овие што сакат, а се малцинство да одлучува за Македонија по странски диктат и им велиме не, граѓаните ќе си ја преземат во своји раци работева. И ова што го рековте. Видете, јас сум човек кој има 60 години, од 91 се бавам со избори и изборни кампањи, а од 91 учествувам на сите избори. На сите митинзи, горд сум што сум учесник на најславните митинзи опозиционерот во 94-та. За кога победи Пенов подржан од ВМРО во Скопје, кога прв пат се освои градот, централниот град во Република Македонија. 98 пресвртниот прв пат освојување на влада на власта од опозицијата од ВМРО и алтернатива на тој грандиозен митинг. Се сеќавам на митингот на снајперите кога протестиравме против таат, узурпирањето, крадењето на државниот капитал, така на. И сега сите да не ги бројам славни митинзи, јас знам да познаам кога еден митинг е организиран од политичка партија, каде имаме конгломерат или коалиција на политички партии, а кога е од граѓаните. Јас ви тврдам, да одиме со бројки или со проценти, од 100% учество на граѓаните, секоја вечер ни има десетици илјади, неколку дена беа до стотици дојдовме, а во цела Македонија на два пати дојдовме до 200-250 илјади во еден ден. Математиките се многу едноставни. Јас ви тврдам, десетина, максимум 15% се партиски луѓе, бидејќи знаете, Македонија е еден од светските рекорди, имаме активни 60 кусур политички партии. Останатото е граѓани загрижени за својата си држава и за нејзината иднина. Ви го тврдам тоа, го гледам, немам намера преку етерот некого да залажувам. Тие луѓе што сега ни лепат етикети дека ние сме партиски луѓе, дека за ова стои ВМРО, не им мислат добро на Република Македонија. А ја и вака ви добро. А што е толку лошо да стои и ВМРО ДПМН? Но ја вака ќе ви кажам, кога ќе дојде денот, најголемата масовност да се покаже, јас длабоко сум убеден дека тогаш ВМРО со сите своји ресурси ќе се вклучи, тогаш ќе видат и кој е ВМРО и кои се граѓаните и кој е народот. Ја тврдам дека ќе има 2 пати, 3 пати повеќе од ова што не има. Синоќ ќе присуствував можеби на кресчендото на марширањето и на протестот против оваа тиранска платформа и против однесувањето на некои политички субјекти. Видите како, на мојата среќа, на мојата возбуда и немаше крај кога ги видов поранешните председатели на собранието, Љубиша Георгиевски и Саво Климовски. Љубиша Георгиевски видно со нарушено здравје, човекот самиот кажа дека има 80 години и дојде да не потсети што значи народот, што е запишано во уставот за народот и за суверенитетот и за граѓаните, што значи парламентот, што треба да представува, а во што е претворен. Ни даде еден аманет да ние како граѓанска иницијатива или поточно на лидершипот на оваа граѓанска иницијатива за заедничка Македонија, до Европската Унија поднесеме едно барање, еден правно-политички акт со кој ќе кажеме зошто сме се обединиле, зошто протестираме и што бараме од лажните представници на народот, бидејќи ви реков тоа се малцинство. Ја можам и примери да ви дадам. Нека ми простат оние што некој ќе мисли дека ги злоупотребувам микрофонот, ама еве ПДП да земеме. На екраните кога и да отвориме ќе го видиме нејзиниот представник господинот Халили како петните жили се бори за платформата. А знаете ли ПДП колку доби поддршка на изборите? 1340 гласа. Па слави се, ви се молам, каде е тука сега со право употребен збор легитимитет? Ние, многу мои колеги, не сите, ама овие новопечени ме знаат да кажат ова е легитимно, ова не е легитимно, го збркуваат со изразот легално, значи законски. Ја сега ви кажувам, каде е легитимитетот на Халили и на сличните на него, кои на изборите, ево ако сакате Зијадин Села да ви кажам, анорексичниот политичар, ја го нареков, некој ми замерија, кој има 3 пратеника, а се однесува како да има 103. Прво што кажа, река ќе осменим уставот. Кој му го дал тоа право?
Добро, тој оди од математиката дека неговите три пратеници се клучни за мнозинството од 61 при евентуална влада на Сиромашкиот СДСМ не знае, Мајдуи. се лажи, апсолутно не се клучни. Многу скоро ќе го види тоа. Никој пат не може три пратеника да се клучни. Тоа е само во ситна и шарена математика. Граѓаните сега ќе му докажат дека неговите три пратеници се најобични три пратеници, дека над него има 5 партеници, дека над него секој е направен на хиерархиска скала, има 10 партеници, дека над него има 49 партеници, дека над него има 51 пратеник, тоа е на ВМРО, овие беа на СДСМ, на ДУИ и така натаму. Кога ќе се направи скалата, ќе се види дека тој е на дното на почетокот на скалата. Да довршам ова мислава. Значи, ни се лепе, пазете ви се молам, ни се лепи дека сме алкохоличари, една видна новинарка. Многу ми е криво што еве не и до денес не ни се извини Катерина Блажевска, нека дојде да види дека освен вода за освежување на тие митинзи, апсолутно ништо друго не се пие, бидејќи знаете што? Таму има 3 генерации. Има баби, дедоци, има синови, керки и има внуци. За раца бидејќи претпоставувам нема кој да ги чува дома децата, секој ден се маршира и се протестира славице. И сега никој нас да не нарече пијани алкохоличари од штабовите на ВМРО. Срам јарам нека и биде, а реков како новинарка ја ценам, мислам дека тоа е новинарка со докажен габарит, ама нешто не е во ред со таа изјава. Кои тамо Заев или Шилегов не нарекоа фашисти, и нека се срамат. Народот, ти да си го наречеш фашизоиден, кој самиот си избал трибуни, пазете. Ја ми се дивам, ја да се оградам, ја не сум во организацијата на ова иницијатива, ама сум неизин член како обичен граѓанин, значи како Сотир Костов. Ја од тие луѓе, верувајте ми, само имав прилика со Месиркова да се запознам, случајно на паркинг си подадовме рака, таа мене нешто ми честите, ја реков, не, вие сте човек на кого треба да му се дивиме, значи само со нејзе се познавам. Со Дурловски не се познавам. Со Дамовски не се познавам и со овој младиот херој како Че Гевара, Бетмен Велит не се познавам. Луѓе. Славице, не знам дали можеш да те поканувам да дојдеш да видиш како се прифатени од граѓаните, тие се новите лидери, тие се новите граѓански, тие не се политички лидери, ви тврдам, не се борат за места во собранието, времето ќе го покаже тоа, како што овие претходните од шарена револуција го направија, ама народот им се воскитува, тие не пишува, не читат готови напишани говори. Зборуваат, верувајте ми, од срце. Нивното главно мотео при крајот на секој собер имаш ќе рече ајде сега да го чуеме тактот на нашето срце. Верувајте ми, тоа синоќе, знаете како беше? Синоќе беше секој до кој се наоѓа лево или десно да стави раката на неговото рамо, се направи едно невидено коло или ред на прегрнати луѓе што можевме десетици, стотици пати да го обиколиме собранието. Ние и го најавивме дека тоа можеме мирно, дека мирно ќе го направиме. Да се вратам на атмосферата. По господинот Љубиша Георгиевски зборуваше Саво Климовски. Тој, знаете како, ја не верувам дека тоа е режија, па еве и нека било режија со лидершипот. Ни кажа што е демократија, што е устав, дека е воодушевен од мирните протести, дека е воодушевен од ова што го гледа. Не подсетим, иако знаевме дека е еден од поранешните председатели на парламентот на Република Македонија, и на крајот ни рече, господа, граѓани, сакате да ви кажам што е вистински парламент? Ова е, вика. Со илјадници граѓани. Ќе ми замерите, вика, ако отворам 32-та седница на Народниот парламент, 32 ден. Ни изненади сите. Ја отвори и вика, на дневен ред ја ставам платформата од Тирана, Албанија, не Едирама ова. Кој е за? Никој. Кој е воздржан? Никој. Кој е против? Ерупција, дигање рака, малку свиркање, да бидам искрен, и знаци на неподржување. И тој не советуваше да составиме барања граѓански и да им ги испорачаме на тие кои натре заседаваат, а се оглушуваат од она што се случува пред парламентот. И сега видите, кога ќе видите дека луѓе, и сега да се разбериме, Љубиша Георгиевски врвен професионалец од професијата од која излезе, драматургијата, режијата. Во политиката постигна завидно ниво и во дипломатијата. Да си амбасадор во Софија и во Белград. Да,
блиски, добрососедски односи со државите, ама секој пат имаме чарки. Тој успешно ја обавуваше функцијата амбасадор. Мислам дека се тоа кога се земе во предвид, дека тоа е еден интелектуалец, еден професионалец, еден режисер и еден политичар, докажан и покажан. За Саво и не треба да зборувам. Саво Климонски ми бил професор. Од него сум учил, сум основата на правото сум ја зел. Со него бевме и со партици во непостоечката алтернатива. Се знаеме лично. Многу го ценам. Го памтам неговиот инаугурационен говор кој го изгледа за председател. Се сеќавам како сега моите починати мајка и татко беа воодушевени, вклучително и јас, што кажа и што сака да направи со демократијата во Република Македонија. Тој синоќе во еден дел ме потсети на тоа и ни рече: издржете до крај, вие сте силата, вие сте моќта на Република Македонија. Ќе ме прекинам само со една интервенција. Во понеделник е најавено дека повторно доаѓа една висока делегација од Европската унија, предводена од првиот човек на Советот на Европската унија. Се очекува дека ќе биде направен нов опит за притисок врз председателот Иванов да го додели мандатот. Очекувате ли дека после Хан, сега повторно имаме делегација од Европската унија, видовме и Могерини во Македонија, дека може меѓународната заедница да изврши влијание врз шефот на државата и тој да го додели мандатот? И како очекувате да се развива состојбата во парламентот? Гледаме дека има бескрајно многу реплики, контрареплики, процедурални јавувања за дискусија. Колку време може да се одвива овој процес внатре во парламентот? Притисокот е очигледен. Овој пат чувствувам лично дека председателот нема да попушти. Така и треба. И лично мислам дека својата работа безпрекорно си ја врши председателот, еве и ние граѓаните на Република Македонија во најголем број. Сега видите, парламентот наш е еден феномен на демократијата кој поминува низ неколку фази, моментално во една лоша фаза. Но многу ми е криво што го кажувам, но фактите го кажува тоа. Сите парламентарци, еве не дела, значи тука вклучително, пошто и мене ме обојува, сум бил ВМРО-вец, Заков Таков, не, ја не сум член на ниједна партија, а имам право да бирам лево, десно, центар или било што како секој граѓанин. Тоа уставот ми го дава и очигледно не се кријам каква е мојата ориентација, но во симпатиите, не припаѓам на ниједен блок, што би се рекло. Значи, вклучително на сите 120 партеници, посакувам да се вразумат, да прекинат со мизенсценот што го прават, да прекинат со репликите, да прекинат со читање платформи и да почнат да ги спроведуваат одредбите на Уставот на Република Македонија или поточно да се однесуваат како наши вистински представници кои сме ги избрале на избори, да се грижат за решавање на нашите основни прашања. Во моментот што е основно прашање? Едно и последно. Да се заштити Република Македонија од големиот агресивен атак од Албанија и Косово, може би и не само од нив, може би треба да погледнеме малку и позади нив од каде е атакот, а тоа значи да се заштити уставот, да се заштити унитарноста, да си го заштитиме јазикот, ако сакате на крај крајва да си ја заштитиме територијата. Вчера еден професор албанец во Македонија, пред 2-3 години исто така се јави се, вака во кризни моменти се јави и кажува, па, вика, платформата е сосема во ред, вика, Македонија, вика, барајте ја од Велес, па јужно. И ова што зборува? Значи, територијални претензии. Па немој некој да ми зборува дека Еди Рама и Хашим Тачи биле пријатели со добронамерни мисли кон Република Македонија. Напротив, нека си ја гледа тие состојбата во нивниот двор, бидејќи не им цветаат розите, Славице, да ти кажам. Еди Рама е предпаѓање од власт, не знам кога ќе се случи тоа, големи демонстрации немери има во Албанија. На Хашим Тачи не му помина финтата за правење војска, еве го вчера се откажа, јавно кажа, значи ќе нема војни како што ја сакаат. Тие знаете како, тие сакаат со закана војна, фаќање пушка, одење во шума и човекови права. А може ли овде во Македонија да дојде до некаква дестабилизација? Бидејќи гледам дека кај луѓето постои голем страв дека оваа политичка криза може да премине во некаква поинаква криза доколку ситуацијата ескалира. Да, со право е тоа, мислам, и твоето констатација е на место, ама видите се, ја ви кажам кој е моето размислување. И вчера имаше една ваква порака.
Не дозволуваме војна, вика. Овој па сме чекор пред вас, нема да се обраќаме на луѓето од 2001 година, увезени од Косово, се представија како борци за човекови прави, а беа терористи, беа со раци во оружје, чита комуникеа и така натаму и така натаму. Овој пат им викаме, не ви дозволуваме да создадите мирот, да ни го земите и да создадите војна, да се пука. Ние сме тие што ќе ве седниме и на плоштади, и на улица, и во сала, и во спортска сала, и на фудбалски стадион, да разговараме за состојбите ни какви ни се, реалната ама, не первертираната и извештачената и изместената, и да разговараме за еднината на нашата држава. Значи, од мој ракурс на гледање на работите, од мојата визија е не гледам војна. Значи, еднаш тоа го поминавме. Тие си паници поминаа, Славица, и мислам, треба да сме многу попаметни. Иако тие се закануваат, човекови права не се изборуваат со закана на оружје. Тоа е на некои аналитичари албанска провиненција што не можам да им го простам и се чудам како се представуваат аналитичари. Ама вика, ќе помине трпението, пак ќе се фатиме за пушка. Ама ајде ви се молам. Каде е тука диалогот? Каде е тука отворениот разговор за проблемите што ги имаме, за да ги надминеме? Значи, јас не се плашам од тоа и јас имам една моја теза што прв пат сега ќе ја промовирам. Ја видовме шарената револуција кога под наводници господареше со улиците и плоштадите, тоа беше лажно, тоа беше насилно, тоа имаше негативна енергија, бидејќи беше деструктивно и уништувачки. Нивниот ред помина. Граѓаните се на плоштадите и на улиците. Мирно маршираат, достоинствено, го покажуваат својот простум, го покажуваат својот непокор и се бориме против црнилата, против Македонија. Домашни и увезени. Се додека ние ги владееме улиците и плоштадите, јас ви тврдам војна нема, ја вака би запршал. Зошто нема собирање на поддршка за платформата, зошто нема собирање на поддршка на она што го прави Заев, а тоа што го прави е срамно и предавничко. Ја, може би малку некој ќе рече провоцирам, ама ево нека биде повеќе предизвикувачки отколку провокативно. Ајде да ги видиме тие македонци. Нешто ќе ги поддржуваат СДС. СДС е нормална политичка партија кој во моментот си има некои своји проблеми. И посакувам да ги реши. Ама ја вака велам, ајде да ги видиме тие колку се, каде се, да ги поддржат Заем и издајничкото раководство околу Заев, тоа се 10 на 20 луѓе. Баш ме интересира каде ќе држат митинг, каде ќе маршираат, за кого и против кого. Не, верувам ми, Славице, не може да одат тие луѓе против Македонија. Кај некој постои страв да се експонираат, ќе биде надминето и тоа, кај некој постои нелагодно што се во тоа јато, а нивниот лидер не крчми како пиво, како сапун, тој мисли уставот е пиво, ќе го продаде така лесно. Јазикот е сапун, ќе го продаде како по некој политички маркетинг. Не, тоа се високи уставни вредности кои народот не дава да му се ниту одземат, ниту скрнават, ниту уништат и си ги брани. Кој што сака нека дава иницијативи. И еве доблеста на ова иницијатива сега. Како незин учесник ќе кажам, повелете, дојдете, за почеток ако не сакате да ни се приклучите, обсервирајте не на одблиско. Не им веруете на медиумите кои се одродија од професијата. Тоа е еден дневен пишан медиум, Слободен печат, и две телевизии кои двете телевизии ниту еден ден не дадоа слика од граѓаните кои маршираат и простум пред собранието кажуваат дека си ја брана државата. Овој вестникот, небулози пишува, не вреѓа нас граѓаните. Пишува за водачите што ги спомнав на иницијативата за заедничка Македонија, глупости, такви вреѓања што сум згрозен од нив. Нека не им веруваат на нив. Сака да видат вестината. Нека дојдат, нека се постават по патеката. Влада, Швајцарска амбасада, НЛБ банк, канцеларија Палома Бјанка Раскрсница, канцеларија на председателот и собрание, сами нека бројат. Па ќе видат дали сме 200-300, како што кажуваат Кочани Штип, 500 Битола, 800
Прилеп и само 2000, 3000, 4000 во Скопје, а јас ви велам дека се десетици илјади во Скопје, дека се стотици илјади во цела Република Македонија, и јас мислам дека нема да одолеат, ќе ни се приклучат граѓаните. А за политичарите, што поскоро се освестат, што поскоро сватат дека скренале, што поскоро не си дојдат во стадото, ќе биде лошо за нив, и не така лошо. Нови избори. Решението на излезот од оваа ситуација, ајде да речам македонски Гордиев чвор, е нови избори. Впрочем, да не заборавиме, СДСМ и опозицијата 4 пати бараше ванредни избори, што никад досега ги нема дадено. ВМРО тоа го обезбедуваше, им даваше шанса за нови избори. Па сега кога еднаш ВМРО, ДПМН и коалицијата барат нови избори, 200 до 250 илјади граѓани јавно бараат нови избори, а тврдам дека е многу повеќе тој број, а тој број се мултиплицира кога се свати дека позади Ѓорги Иванов стојат 520 илјади гласачи што го изберале. Во моментот човек со најголем легитимитет во државата, ВМРО со најголем легитимитет како политичка партија, па ја мислам единствениот природен излаз и решение на ситуацијата е нови избори. Господине Костов, ви благодарам што бевте во пут. Ми беше задоволство да разговараме денеска за протестите, за состојбата во парламентот, очекувањата за политичката разврска. Се надевам дека наскоро повторно ќе имаме можност да разговараме овде и на друго место. Честа беше моја. Почитувани слушатели, овде се одјавувам. Јас сум Славе Царсов, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.